Се наоѓа можеби на најубавото место каде што се дечињата, се разбира секогаш е најубаво, како што спомена и ти. Утрово разговарам со професор Иван Анастасовски. Професоре, добро утро. Добро утро за вас и за вашите гледачи, се немаме видено подолго време. Да, така е убава можност повторно да се видиме. Гледаме веќе почна часот. Во позадина втора година поред бесплатно пливање за сите првачиња во општина Аеродроми за сите дечиња со попреченост. Така, јас како координатор на овој проект кој се нарекува општина Учиме да пливаме, кој е под покровителство на општина Аеродром и на градоначалникот господинот Туски, веќе втора генерација ова, како ги користи бенефициите кои им ги дава општината на првачињата да користат час, да користат настава по пливање врз база на тандем наставата која се воведе во услови каде што општината или училиштето, ако имаат поинакви услови од тие што се пропишани кај нив, да можат да изведуваат и поинаква настава. Имавме така среќа да базенот гравитира близу сите основни училишта и направивме таква организација да сите прводеленчиња имаат можност од понеделник до петок заедно со спортските едукатори да имаат настава по пливање и да научат да пливаат. И тоа што општина Аеродром е една од поголемите општини, има ли доволно капацитет за сите првачи? Лично, ако мене ме прашате, бидејќи во објектот во кој што сме денеска тука, ова е рекреативен базен сепак, но според бројот на учениците кои се во оделенијата, можеме точно да ги распоредиме во овој базен. Тука само доаѓа проблемот, ако веќе има некои клиенти кои се на самиот базен, можеби да се направи некоја малку поголема гужва. Меѓутоа, има разбирање од сите страни, кога дечињата имаат настава и пливаат, тогаш базенот е само прилагоден на нив и тие имаат комоција. И, пример, бидејќи се работи за прводеленчиња, предпоставката и кога го почнавме проектот е дека тие не знаат да пливаат и затоа ние како организатори имаме спремено опрема која ќе биде апсолутно само за нив, а од друга страна општината и градоначалникот на сите дечиња им даваат капа, наочари и ранче како поклон од општината. Овде имаат пешкир секој детенце, во случај да ги заборават, и секој дете му е платен превозот од училиштето за време на наставата до овде до базенот и одржување на наставата. Верувајте, според мене, работа долги години проекти, ова е најобемен, најмасовен, општествено корисен проект во делот на образованието, пред се да кажам, и спортот, и би сакал искрено, бидејќи има желба да го следат тоа и другите општини, ако имат можност тој пример. Мора да споменеме, родителите да се наистина сигурни дека нивните дечиња се апсолутно безбедни тука и дека ништо нема да се случи, затоа што, како што споменав на почетокот, тренери веќе имаат еден вид на обука, еден вид на предавање заедно со дечињата и всушност им даваат насоки како да влезат во посета. Знаете како, кога работите проекти долги години, секогаш ги зимате примерите од претходните проекти. Она што во претходниот проект може би го направивме како пропуст, оваа година почетокот го почнавме, гледате и самите вие, со една теоретско објаснување на децата со што ќе се соочат, бидејќи и наставникот, нивниот оделенски наставник и наставникот по физичко се уште ова е новина за нив и за дечињата, и им се објаснува кои се условите и кои се правилата како треба се однесуваат на часот додека пливаат. И од тој аспект не само ние, и наставниците нивни добиваме многу прашања за безбедноста на што велите вие на сопственото дете. Дали водата е топла, дали објектот е безбеден, дали е чисто. И сето тоа, знаете како, ние го ставаме на еден лист хартија и го даваме како напатство за родителите, за да го имаат пред себе и да бидат сигурни за сопствените дечиња, кога даваат согласност, бидејќи мора да даваат родители согласност, да посетуваат настава. До сега, откако почнавме од понеделник, имаме информации дека 90% од родителите имаат дадено согласност на дечињата да пливаат, но еден од мерливост на успехот на проектот е да ги убедиме и родителите, односно тие сами да се убедат дека водената средина и ова што им го нуди општината е многу корисно предстве од психофизички и од здравствен аспект за нивните дечиња. Ние не викаме дека тие ќе станат пливачи, меѓутоа да го засакаат пливањето, да го засакаат спортот, да ја засакаат физичката активност, и една од секундарните цели, примарната цел е нормално да ги научиме да пливат, една од секундарните цели е токму тоа, здравствените придобивки,
начинот пристапот утре кон спортот, масовноста да го масовиме што повеќе спортот и да се надеваме дека еден ден ќе имаме олимпици, репрезентаци и сето тоа. Минатата година помина доста успешно проектот, очекуваме годинава да биде уште помасовен, уште поуспешен, меѓутоа прашањето кое што можеби вие не сте надлежни, сепак прашуваат и останатите заделенија, ќе бидат ли тие вклучени затоа што нели кога заменуваат првачињата, некако сите сакаат да влезат во истиот автобус. Не видам искрена, Ани, што ти го кажуваш ова, вака на ти ви се обраќам, вие цело време и како новинар и МТВ го пратевте ланскиот проект. Значи, вашата констатација дека е успешен за мене како организатор, координатор и ние како организација е непроценливо. Ланскиот проект заврши максимално успешно. На база на тоа, градоначалникот и општината сакаат да го продолжат и го продолжуваат. Тоа е мерливоста во успешна реализација на еден проект. Сега, како понатака? Ние ќе се обидеме во овој период, бидејќи знаете како доаѓа есен, зима, тука малку имаме и од страна на родителите една скептичност, ладно е, па дали ќе се разболуваат децата. Ние сето тоа успеваме вешто да го надминеме и на крајот да ја понудиме најдобрата можна услуга за дечињата, пред се тоа за мене најважно, и да покажеме на донаторот, општината, дека за тоа што ги инвестираат јавните финанси кои ги собираат од граѓаните на територија на општина Аеродром, со тоа што го прават, им дозволуваат бесплатни часови за пливање за нивните прволенчиња. Да, сега, во вториот дел, пак ќе повторам, не сакам да се жалам, да делувам така. Базенот со капацитет е од рекреативна димензија, не е од олимписка димензија. И многу тешко е да ги усогласите сите, има многу дечиња. Се обидуваме првата фаза се прводеленчиња, втората фаза за време на викенди да пливаат од 2 до 9 сите деца со попреченост, сите деца, што верувам бројката, верувајте, не е многу мала, доста е висока, со попреченост, каде што вклучуваме поголем број на спортски едукатори кои мора да бидат во вода со нив. И ако земеме, ако сакате лично, наједноставно бројката е на 1200 ученици кои ги користат бенефициите од овој проект. За останатите деца, знам дека треба дополнителни базени. Лично би сакал, ако мене ме прашате. Меѓутоа, просторните услови се тие кои го диктираат сето тоа. Бидејќи имаме многу дечиња, какви најчесто прашања поставуваат дечињата, тие се секогаш љубопитни кога ќе влезат тука прв пат? Наједноставно, дали може да останете цел ден во вода? Тоа им е најдоброто, наједноставно прашање. Сакаат да ги оставите цел ден би седеле во вода. Уживаат, просто уживаат. И тоа е за мене, знаете, тој сегмент, да бидат среќни, да бидат задоволни, бидејќи ја не сум тренерот, тоа си го прават другите, кога ги гледам нив и нивните родители дека се задоволни од тоа што имаат можност да бидат во водена средина, дури моето искуство говори дека дел од дечињата, не генерализирам, за прв пат гледат и водена средина. И тоа е многу важно. За прв пат се соочуваат со водена средина. Бидејќи спортот за здравје и живот, секако им посакуваме многу успешна сезона овој пат токму тука во овие простори. Се надеваме дека проектот ќе продолжи и понатаму. Ние ве следиме, се разбира, во секое време и апелираме да се изградат повеќе базени на територија на општина Аеродром. Тоа оставаме на нив. Ние само можеме да ги мотивираме, да покажеме дека може, дека има интерес, дека сакаат и дечињата, и учениците, и средношколците, не знам ако, и сакаат и нивните родители да имаат можност да имаат еден јавен, голем, фин, затворен базен. Професоре, благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. А емисијата ќе ја завршиме, мислам, на најбав можен начин. Ќе ги поканиме сите првачиња да упатат еден спортски поздрав. Првачиња, може да се поздрав за крај.